Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 150-тото издание на емисијата TV 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А во изминатиот период TV 103 поминуваше низ своевиден процес на преобразба во потрага по сопствениот ритам кој најдобро ќе соодветствува и на моето слободно време за создавање на незините епизоди, а при тоа да го задржам фокусот на квалитетот кој ќе биде презентиран во неа и се избегна замките на невпечатливите остварувања доколку се остане на форматот недела за недела. Го занемарив тој формат со двонеделна анализа, но и тогаш се случуваше да не сум во можност да ја направам емисијата, па затоа падна одлуката на месечниот преглед, во кој ќе образложам што се сум можел да гледам во рамките на месецот, за на едно место да ги добиете сите мои препораки, сконцентрирано, со ист интензитет како и неделните епизоди, само што ќе можам да зборувам за многу повеќе од една серија неделно. Последниот четврток на месецот ќе биде тој термин за да се добие малку консистентност во континуитетот, а во просек ми се потребни околу 50 часа за да ги изгледам сите серии за кои ќе ви говорам денес и 3 дена подготовка на белешките за нив, така што неспорно е дека има временска заложба од моја страна во обидот за долување на сето тоа што сметам дека е квалитетно во сферата на телевизионерството, како што го нарекувам. Секако, 2 серии ќе бидат во преден план во овој преглед, чисто заеднички жанровски нишки допираат до криминалистиката и трилер жанрот, едната во руралната, другата во урбаната средина, но и во двете убиците ќе се измолкнат за сторените дела. Односно, денес ќе ги издвоив сериите за кои ќе ви говорам His and Hers и 56 Days, кои се наоѓаат во собата за испрашување број 103. А емисијата ја започнавме со Джон Гарсија, односно вокалот на култните Кајас, кој си има нов бенд со децении кој си го практикува, односно слушаме композиции од нивното концертно издание Clis on Friends. Тоа беа култните Left Side Bleeding, 5 to 5 и My Boy. А во продолжение ќе го задржиме духот на Stoner Rock и ќе слушнеме нови изданија во рамките на оваа емисија кои беа промовирани во февруари, односно и слушаме Electric Hydra со From the Fallen се вика нивниот нов албум, а композициите кои ги избрав за денес се Let the Chaos Unfold и моќната Contagious. Доколку сакате да дознаете кои се најквалитетните ТВ серии за февруари, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Во јануари немав можност да направам тековна епизода затоа што го посветив месецот на прегледот на најквалитетните ТВ серии кои беше задоцнет од декември, затоа што не знае во декември на кое место ми се наоѓа главата, бидејќи правев преголем број на листи и рекапитулации и не сакав да брзам и да направам слепа листа, затоа оставив за јануари да маринира ова подредување на сериите, што па значеше занемарувајќи го јануарскиот преглед. Иако за време на паузата од емисијата ги догледав SF серијата Pluribus, бев воодушевен од стадиумот на аутизам на Нейтан Филдер во втората сезона од The Rehearsal, уживав во апсурдот на комедијата The Chain Company, сатив зашто и после 4 сезони Хекс е кралица на комедиите, се навратив на Сет Рогановата питка комедија Платоник со втората сезона, одвои време дури за Мишел Вилиамс и незиниот ајде да го наречеме Cancer Bait Misery Porn Tearjerker Dying for Sex. Се смеев на Берт Крајшер и неговата несмасност во Freebird и се дружев со девојките од лефтерната Love LA. Во февруари не можам да ви говорам за следните серии заради тоа што моментално ги гледам недела за недела и не се завршени или јас не сум успеал да ги догледам, а има серии во кои и тоа како уживам, како на пример втората сезона од The Pit, која како тргнала за 3 месеци ќе дојде на ред да ви зборувам за новите предизвици во болницата
Исто така врвно ниво на уништување на ликови содржи 4-та сезона на Индустри. Полската култистичка мелодрама Ниебо ја гледам исто така. Местото на позитивни и хумани серии го исполнува Shrinking со 3-та сезона кај мене. Изгледав некоја епизода од Fallout од 2-та сезона, само никако да најдам волја да ја догледам, не чувствувам некаква итност во гледањето, што и па не е некоја пофала за сезоната, а додека сме кај заглавување на некоја серија, недела водам борба за борба да ја догледам The Burbs со Кики Палмер, затоа што не можам да се помирам со фактот дека гори ми кува еден од моите најомилени филмови од детството, само за да може да се замени мојата поврзаност со Кори Фелман од оригиналниот филм, со парот кој се вселува во населбата и се сомнева во убиствата кои наводно ги реализира соседот, расплинувајќи го действието во секоја епизода, така што ја гледам делумно и со пизма, меѓутоа и со уживање, и со омраза, и со љубов, и Кики воопшто не е виновна за тоа, само се најде во престрелката меѓу мене и Пикок. Супер што сака да глуми во хорори, респект за неа. Си имам намера да ја гледам и понатаму во животот, си сакам да ја гледам неа секаде, не е до неа, до мене е дефинитивно. Иако овие серии ги тестираат моите нерви и трпение да ги гледам недела за недела или да заглавам во нивното гледање, си имам и листа на серии кои ги демнам и чекам да завршат, за да им ја испијам крвта во една голтка, наместо да се мачам со мали дози неделно. Таков ќе биде случајот со ловот на Primal, The Beauty, Neighbors, Vanished, Love Story, Delayed и да направам некое време да ослободам за How to Get to Heaven from Belfast, Watching You, Stumble имав можност да одвојам барем дел од времето за неа, кои за некоја недела и ќе бидат уловени, односно ќе бидат комплетирани. Втората сезона на Monarch излегува утре, така што King Kong и Godzilla ќе ги чекаме да се степаат повторно. Пред некој ден се појави втората сезона на Paradise, за која исто така посветив епизода од TV103, која ќе се гледа, се разбира, и втората сезона, само што убаво беше објавена во целост кога ја гледав првата, сега ќе ја молзат епизода по епизода кога веќе намириса гледаност дека им предстои на серијата. Има серии кои беа во тек во овој месец, кои немам намера да ги гледам, затоа што не ми го привлекува вниманието со содржината, како што е новата сезона од кратците во историската The Artful Dodger, четврта сезона на вако серијата Dark Wings, трилер од The Last Thing He Told Me To, која ја гледав првата сезона, од која воопшто не бев задоволен и немам намера да ја продолжам. Ќе ми прости Дженифер Гарнер, нема тука лутиш. Не ми е многу грижа за исчезнувањето на сопругот, а ако се лути нека и стои. Не сум мераклија на процедурални серии, што значи не ја гледам The Lincoln Lawyer, дури ни Нив Кембл и Констанс Зимер, што ги ставиле заедно во новата сезона, не ме разубедија во тоа. Би ги гледал нив две заедно во еден друг жанр и формат. Додека сме кај полициските крими трилери, Крос не ме заинтересира ни со првата сезона, ниту пак со втората сега, ниту третата на шпионската The Night Agent, на дваома сум за историската The Grey House, затоа што веќе ја гледав The Underground Railroad, не знам колку ова серија ќе даде нова перспектива на проблематиката. Се појави платениот убиец со Алцхаймерова болест Memory of a Killer, за која исто така не знам дали вреди да се троши време, едноставно има многу серии на кои сум на два ума дали да ги гледам. Корејците сакаат гром да удри два пати во коприва со реалити шоу за јасновидците Battle of Fates, која исто така не ме тангира. Немам аргумент за ниту против анимираната Стрипло, а имате и нова серија за судењето на Майкл Джексон, односно The Trial, ако сте по документарните судења за поп-пејачот. А True Crime фанатиците може да ја пробаат и Handsome Devil, Charming Killer, од која фали уште некоја епизода моментално, ако не грешам, ако се навратам неколку месеци наназад,
ќе нема крај на емисијата, што значи дека преголем е бројот на серии кои се појавуваат и нема човек што може да ги изгледа сите, па затоа некои добиваат приоритети од моја страна, некои се на листата на чекање, а некои како овие не се ни залажувам, не се едноставно за мене, нема да ги гледам, ама тоа нема да ме спречи да ве информирам за нивното постојање, па вие правете што сакате со таа информација што ви ја давам. Има некој просек за гледање од 1 до 2 серии неделно кои го практикувам и затоа решив да не правам по секоја цена епизода од TV103 неделно, затоа што може да се погоди да гледам просечни серии, па за да го поштедам од залудно потрошеното време вашето внимание, ќе се фокусирам на месечен преглед, каде на куп ќе соберам што се сум гледал, па од тоа ќе издвојам 2 серии за кои ќе говорам во емисијата подетално, кои ќе се потрудам да бидат сродни на некое рамниште, ако е тоа воопшто возможно, и ќе ги напоменам останатите кои сум ги гледал. Така што најомилена серија во февруари ми беше спортската Soul Power, The Legend of the American Basketball Association, која ми е најтопла препорака за љубителите на кошарка, затоа што го доловува значењето на ABA лигата и незиното ривалство со NBA, која е директен виновник за начинот на кој изгледа денешната кошарка во NBA. Таму е измислена тројката, динамичната игра и надпреварите во забивање, така што оваа серија треба да биде поим за изучување во физичко оделение, например, бидејќи пополнува една црна дупка во историјата на спортот за која не се зборува многу, а и тоа како треба. Дури 4 тима, ако не се лажам, од оваа лига веќе преминаа во NBA, односно денес може да ги гледате како играат надпревари, а се надпреваруваа во ABA првично, што исто така податок кој не бев запознаен. Таму кај што има спортски надпревари, треба да има и забава за посетителите, и тука доаѓа до израз серијата Стамбул, една мокюментари комедија за избрканата тренерка на мажоретки која има малку време во новото градче да состави надпреварувачки тим. Јас уште не можам да верувам дека на NBC го гледам ова урнебесно шоу, каде има спрдашење со секаков тип на предрасуди во ова мало место, иако на голема врата сериите како Cheer, Dare Me, Cheer Squad ги внесоа драматичните надпреварувачки закравености кај мажоретките, редно време е да се исмеваат, така што таму оваа серија е брилијантна. Очигледно дека добар хумор можела да се направи и од светот на бодрачите на тимовите, каде по секоја цена мора да се победи, макар и тоа да значи демнач да се земе за кореографер и тимот да биде предводен од клептоманка, значи не може да изгуби таков тим. Морам да напоменам дека најзабавно си поминав со серијата на средовечните жени кои одлучуваат да оформат панк бенд во серијата Riot Woman, која е за препорака за љубителите на рок-н-рол музиката, особено на бунтовните бендови кои имаат нешто што да кажат. Така што многу ме потсети на одличната We Are Lady Parts, каде млади девојки оформија панк бенд, ама возрастни жени, на кои животот не им бил благонаклонет. И тоа како има за што да го подигнат својот глас и да почнат да пишуваат песни, мислам, против патриархатот, покрај тоа, нели се разбира. За да ја задоволам потребата од True Crime документаристика, ја изгледав и The Scream Murder, a True Teen Horror Story, која со самиот наслов ме привлече, затоа што сум голем љубител на серијалот Scream, кој моментално има ново продолжение кое може да се гледа дури и во нашите киносали, па кога дознав за двајцата убици кои сакале да убиваат врснички, како во филмот, морав да ја погледнам и мислам дека беа занемарени и премолчени неколку клучни аспекти на создавањето на овие човеколики чудовишта, а тоа е булингот и менталитетот на малиот град, кои не беа доволно истражени, ама случајот барем беше доловен од сите чекори на крими документаристиката, баш школски беа покриени сите бази. На Берлинале беше прикажана и британската адаптација Lord of the Flies, со која претпоставувам дека сите сте запознаени за заглавувањето на децата на островот, поделбата на табори на ловци и градители на преноќувалишта, кои ќе влезат во меѓусебна војна на суети која ги ќе одземе животи. Синоним на серијата е Пиги и сите архетипи на момци кои сакаат да се докажат колку се неспретни за преживување, ловење животни и палење оган, а за пофала се
впечатливите колоритни визуелни решенија и игрите со леќи за да се долови стравот кој демне во шумата околу нив и оддалечувањето од здравиот разум на кој што ќе подлегнат заради тоа што се заглавени сами на островот. Само што серијата веќе ви е доволно позната, затоа и не се одлучив да ја разработам подетално, да отстапиме простор за некоја нова адаптација или оригинално дело, иако за мој вкус ова беа најквалитетните серии за овој месец и како и сите вас, така и мене ми остануваат неизгледани серии од минатите години, така што овој месец одвои време и за Secrets of the Bunny Ranch, која се емитуваше минатата година и е документарна серија за борделот Moonlight Bunny Ranch во Невада, за кој беше снимена популарната реалити ТВ емисија, ако се сеќавате, Cat House, која што се емитуваше на HBO, во која беше прикажана една гламурозна верзија за животот на девојките во борделот и експлоататорскиот однос кој го има нивниот подводник, односно Денис Хоф, така што A&E решија да го отцрнат HBO и да направат серија за создавањето на овој центар за регрутирање на малолетнички, кои си замислуваат дека забавно ќе им биде ако живеат во куќата која била пред се затвор за сексуални задоволства, во кој девојките биле и финансиски злоупотребени, не само физички, имало таму и силувања, убиства, кошаркарот Ламар Одом се предозирал и газдата кој се кандидирал за легислатор, односно за нашински кажано пратеник, и тоа од републиканците, кој победува на избори иако е мртов. Значи, што и душа сака има оваа серија и не може човек да ја измисли оваа лакардија на едно место. Правиме тука една кратка музичка пауза, продолжение на емисијата ги подредив бендовите кои што издадоа албуми кои се во рамките на heavy psych, на stoner rock провиненцијата со hard rock влијанијата и ретро призвукот. Тука се Борачо, кој ќе слушнеме со композицијата Фенк од нивното ново EP Eternos. Suplex ги слушаме со Hymns Under a Blood Moon Sky се нарекува нивниот нов албум, Got Nothing, една фуриозна композиција од него. Потоа Planet Hunter со новото издание Soothsayer, ја слушаме композицијата 1000 Years From Now. Потоа би ги слушале Earth Tongue со Flashlight од нивниот албум Danger Vision и Massive Green ги слушаме со композицијата Celestine од албумот Augurium. Така што слушаме моќни рифаджиски stoner rock бендови во TV103, потоа се враќам во етер да ви говорам за двете серии кои го имаат централното место во 150-тото издание на TV103. His and Hers е американска трилер мистерија која се води како лимитирана серија, адаптација на истоимената новела од 2020 година од Алис Фини, брои 6 епизоди првата сезона кои ги објавија одеднаш на 8 јануари. Јас дури овој месец ја гледав на почетокот, затоа ја приложувам во изданието за овој месец. 150 пати сум образложил дека сум љубител на објавување на серии во еден здив, во еден ден, што ми ја дава слободата за нејзино дозирање во зависност од моето слободно време, така што одличен потек на Netflix е што се достојни на овој модел за објавување, иако не секогаш го практикуваат, особено не на популарните серии. Значи, 6 епизоди по 40 на минути, што би се рекло се гледа за 4 сати, со тоа што се клифхенгерски краевите на епизодите, не дозволува да не ја бинџ-вачате во една голдка, односно ако ја почнувате пред спиење, што ви е катастрофална грешка со трилерите, затоа што ќе ве остават без спиење. Ви говори човек од искуство што упорно ја повторува таа грешка во неговиот живот. Netflix заклучно со минатиот квартал имаат 325 милиони претплатници, па без разлика на нивните кориснички лимитации, сепак имаат благ пораст на следбеници, што се цифри во милиони, кои секако дека не се на ниво на нивните алчни проекции, но и покрај шпанско-турско-индиската понуда и повремените спектакли успеваат да ја одржат оваа бројка и останат осамени на тронот како најголем светски стример, километри пред другите се разбира. Јануари и февруари во нивната понуда ги имавте Агата Кристи Seven Dials, Finding Her Edge, Free Bird, How to Get to Heaven from Belfast, Strip Law, анимето Love Through a Prism, француската Cash Queens,
германската Unfamiliar, италијанската Motor Valley, кинеската Million Follower Detective, шпанската Time Flies и Salvador, турската To Love To Lose, документарните Glitter and Gold, Ice Dancing, Reality Check, Inside America's Next Top Model, Being Gordon Ramsay, и ја продолжија Bridgerton со нов дел, ако не се лажам, од кој ја гледав само Freebird и планирам да ја гледам How to Get to Heaven from Belfast и Striplo, така што немаат кој знае каква квалитетна понуда, а наредниот месец во најава им се хоророт Something Very Bad is Going to Happen, комедијата Владимир, анимето Bucky Doe, The Invincible Samurai, германската Crap Happens, корејската Boyfriend on Demand, шпанската Dead Night, документарните A Friend, A Murderer, потоа The Dinosaurs и The TikTok Killer, а ќе ги продолжат Virgin River, Heartbreak High и Fatal Seduction и Beauty in Black, за тие кои што ги гледаат ако воопшто има такви, ама барем мене овие месеци со комедиите и со документарните true crime серии ме одржаа во живот. Да се навратиме на His and Hers, действието се одвија во Атланта. Ана, глумена од Теса Томсон, е поранешна водителка на вести која живее сама откако се повлекува од својата кариера по смртта на низината ќерка, која ќе слушне вест за убиството во Далонега, малата градче од Џорџија, каде што пораснала. Таа одлучува да се инволвира во истражување на случајот. Мал град, кога е во прашање, земете предвид дека секој со секого се знае, така што и во незиното минато таа има неразрешени врски со жителите на местноста, па Ана се враќа во Далонега и почнува да копа за убиството на младата девојка, убедена дека убиецот се крие меѓу мештаните. Како што истрагата на Ана се продлавочува, неминовно е таа постојано да се судира со детективот Джек Харпер, глумен од Џон Бернтал, кој секогаш ќе мисли дека глуми во Punisher, и пристапот ќе му биде идентичен како таа серија. Незиниот отуѓен сопруг кој е официјално назначен за случајот, само што и тој се сомнева во незините мотиви, но не дека Джек не е инволвиран во смртта, со оглед на тоа што бил интимен со починатата и ќе се обиде на секој можен начин да се иземе од истрагата со, например, отстранување на докази. Штом почне да умираат поранешните соученички од починатата Ана, под лупа ќе го стави целокупното действие на друштвото што кријат тајни во малиот град и секоја е потенцијална наредна жртва на убиецот кој може би е мотивиран од лична одмазда. Не. Централниот настан кој се смета дека е повод за убиствата се случил пред 20 години, кога другарките заминале во шума и повикале момци кои направиле реденка, односно силувале една од нив, додека другарките гледале и Ана кога се обидела да помогне и таа станала жртва, па овој момент кој е уловен на DV камера ги содржи сите мотиви за реваншизмот, само треба да откриете од кого. Не смее да се заборави дека има 3 девојки кои маниакално пееа среќен роден ден додека е силувана другарка им, кои не се спротивставуваат на насилниците, туку злорадо пеат и наблюдуваат и исмеваат пред се. Има место во пеколот и за нив, па затоа се ликвидирани една на работа, една во автомобилот во шумата. Така што еден пресврт е наменет за едната од нив која има преземено друг идентитет, а другиот за убиецот. Сега за мене првиот не беше изненадување, затоа што гледањето на хорор филмовите ме подготвило да знам како се разрешуваат булинг ситуации во филм, ама вториот не го предвидов, што дава друга димензија на приказната од еден семеен аспект. Губитокот на член на фамилиите и носењето со тој немил чин, секој тажи нели на свој начин при тоа, безусловната љубов на родителот кон детето, како и заборавеноста на возрастните во одминатите години, се проблематики кои ги тематизира оваа серија. Секако дека тука е и имотниот аспект, односно воочлива е поделбата на финансиската ситуираност на девојките која создава дополнителни разлики меѓу нив и пред се ги групира на табори. Дисбалансот на професионалниот ангажман и приватниот живот го имаме тука со новинарските ангажмани, да се биде пред камера по секоја цена е обсесивност која си прави дополнителна штета на приватноста. Едноставно нема време за се, особено ако живеете во два града. Тоа барем јас сум го видел во своја кожа.
И секако злобата и реваншизмот, дури кон најблиските не смее да се занемари како двигател во серијата, и последиците кои ги предизвикува, кои ако се занемарат ќе доведат до крвопролевање. Иако судејќи според насловот на серијата секогаш постојат повеќе интерпретации на вистината, односно негова и незина. Различни гледишта на случувањата, меѓутоа само една е објективна вистина и таа не може да ја присвоиме за себе. Затоа и начините на кои се прераскажува приказната, односно фокализациите од инволвираноста на Ана и Джек, исто така придонесуваат да биде поигриво составувањето на драматуршкиот мозаик. Вилијам Олдфорд и Ања Марквард ги режираат епизодите, додека пак серијата ја раководи Ди Джонсон и се смета дека е снимена серијата севкупно од 35 до 50 милиони долари, со таков буџет на локациите во Атланта, од страна на авторката која што исто така има работено на ТВ серијата ER, од периодот од 24 септември 2024 до крајот на годината, а минатата година ја монтира. На визуелен план е генеричка и неамбициозна, како што сме навикнати да гледаме на серии на Netflix, има неколку ноќни и калеви сцени кои се солидно одработени, но ништо автентично невидено и впечатливо на визуелен план нема да забележите. Приказната е заокружена и јас ако се прашувам нема што повеќе да се разглобува тука, треба да си ја остават таква каква што е, без да ја продлабочуваат и продолжуваат, но на лакомост на Netflix им нема крај, така што не би ме чудело ако се изглупираат и измислат уште нешто излишно за продолжување. Ако има друг случај во градчето со истите детективи и репортерка, тоа што е веќе нешто друго. Ама би сакал да си остане затворена приказната за лимитираната серија и како таква беше една од малкото успеси на Netflix на почетокот на годината, која што ја оценувам како 8 од 10. Може тука да направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушнеме Doom Metal бендовите, односно слушаме Mount Palatine со Whispers of the Holy Land, композиција која се наоѓа на нивното ново албумско издание Wormhole World. Потоа ги слушаме моќниот вокал на Sleeping Giant и нивниот нов албум The Beauty of Obliteration и ја одбрав композицијата The Monk, односно монахот кој што и тоа како знае да ја раздрма земјата, и Purple Lung, еден прекрасен женски вокал ќе слушнете во композицијата Beware the Bog Witch, една многу Black Sabbathска творба која е издание вклучено на нивниот нов албум Mystic Vision. Така што продолжение слушаме 3 одлични Doom бендови и потоа се враќам во етер да ви говорам за серијата 56 дена. Уживајте. 56 Days, односно 56 дена, е американска трилер ТВ серија создадена од страна на Керин Ашер, која што има работено на Prison Break, и Лиса Зверлин, која што има работено на сериите ER и Flash Forward. Серија која се базира на истоимената новела од Кетрин Рајан Хауард, извршен продуцент на серијата е Джеймс Ван и неговата Atomic Monster продукција, а беше реализирана за платформата на Amazon Prime. Сега во стриминг војните, Amazon досан малку со нивните цифри на претплатници, затоа што единствените сигурни податоци кои што ги имаме се од 2024 година, кога има 200 милиони претплатници, според нивните естимации, во 2025 година имале 250 милиони. Не сум сигурен за овој драстичен раст дека го реализира, ама да им веруваш на Amazon Синко, како и да тие се вториот стример зад Netflix, драстично пред Disney, меѓутоа исто така каска зад Netflix. Што се однесува до нивната понуда од почетокот на годината, ќе моравме да се задоволиме со It's Not Like That и новата сезона на Cross, што значи дека се утепаа од работа изминатите 2 месеци, а во најава се историската The Grey House, Young Sherlock, Скарпета, комичната Bait, новата сезона на Invincible ја најавуваат нареден месец, шпанската крими Animal Love, филипинската крими серија The Silent Noise, така што ќе се активира наредниот месец,
но сите знаеме дека претплатниците ги држат од доставата која што извршува Prime, а не од нивната оскудна телевизиска понуда која имаат на нивниот канал. 8 епизоди од серијата беа објавени во целост на 18 февруари и фала им што ни ги дадоа сите на послужавник, за да може самите да ги дозираме, со тоа што траат околу 50 на минути, и тоа значи дека околу 6,5 сати ви се потребни да изгледате од целост. Мене ми требаат 2 дена, со тоа што поголемиот дел ги изгледав првиот ден, а последните 2 епизоди ги оставив за наредниот, затоа што во последните секојаш се кондензира действието или прави флешбек во предпоследната, па или ја преполовувам, или ако имам поголем простор првиот ден од викендот, се препуштам на поголем број на епизоди и нивно прегледување, за наредниот ден да ми остане само еден филм, условно кажано, која ќе ги споиме епизодите за гледање. Во серијата Оливер Кенеди и Сиара Вајс, глумени од Аван Джогија и Дов Камерон, започнуваат интензивна врска откако се запознаваат во супермаркет, но полицијата стравува дека врската завршила со убиство откако е пронајдено неидентификувано тело во домот во кој престојува Оливер. Тука практично и се применува насловот на серијата, каде се премотува чинодействието 56 дена наназад и при тој фрагментиран флешбек дознаваме за тоа која е Сиара и што се случува со неа за да не случајно налета на Оливер во супермаркетот и кој е пак багажот кој го носи Оливер со себе за да мора да започне живот од почеток во нов град и со нов идентитет. Така што и двајцата кријат тајни за тоа кој е кој во врската, меѓутоа колку и да е сценирана нивната средба, ќе се роди љубов помеѓу нив, која ќе биде ставена на тест дали може да ги издржи животозагрозувачките препреки и пред се уцени на кои ќе биде подложен. Не може една врска да биде составена без убиец во неа, така што ќе си гледате да дознаете кој е идентитетот на распаднатиот леш во кадата, што имаше вешта игра за криење на идентитетот до последната епизода, иако уште сега да ви напоменам дека епилогот ми е доста кукавички и е премногу наивен за мој вкус, затоа што непотребно ги заштитува ликовите, кои па и не сум убеден дека во реалноста би се извлекле толку лесно, ама затоа ова не е реалност, туку фикционен свет. Ако се држиме до метафорите за надоаѓачката бура, тогаш секако дека може да ја препишеме на неможноста да остане погребано минатото, кое ќе ги престигне ликовите колку и да сакаат да избегаат од него, така што нема криење од грижата на совест. Со секоја епизода дознаваме по некоја винјета за убиството кое се одвива во минатото, кое се заснова на булинг, односно на провоцирање на еден пријател и стапување во одбрана на друг, што е иницијална каписта за омаздолюбие, па дури и за развивање на врска ако веќе навлегуваме подлабоко во реперкусиите. Се разглобува манипулативноста на која е подложен еден лик да оди, да ја злоупотреби професијата и да уценува само за да изнуди пари. Додека сме кај парите, јазот меѓу Ромео и Јулија на финансиско рамниште е евидентен, кој секако дека за Сиара е проблем, што ги нема средствата од кои зависи домот на незините, ама и кога ќе биде во допир до милионите, таа останува со тој што сака да биде, што е убава метафора дека не се купува љубовта со пари, ама убаво е да се прирака. Откако ќе дознаеме за инволвираноста на психотерапевтот и во двете семејства, различна станува прераспределбата на вината и пред се настанува замена на улогите и на знаките кои ги имаат во серијата. Детективите кои ги прогонуваат си имаат засемна арка на неволи во кои се вовлечени, кои им ја попречуваат истрагата, што е одличен хендикеп максимално искористен во серијата за да не бидат толку ефикасни кога не име мозокот тука, нели, на работа. Си имаат и тие антагонист со кој треба да се справат. Ликовите од серијата ја земаат правдата во своите раце, без разлика дали е опрашање парот или полицајците, кај кои се иницираат прималните нагони за преживување, односно исконските, подготвени да ги превиткаат законите кои сите ние сме се договориле да ги почитуваме за да не заштитат од неправда, ама овие ликови си ги приспособуваат за да се измолкнат од незавидните ситуации што ги отвораат моралните и етичките прашања пред се.
се носат најповолните одлуки за себичните ликови, но и овците се сити, а и волците не се наброи во оваа серија. Ајтеа Джонс, Шейна Стейн, Лорен Волкштайн и Джесика Ю режираат по 2 епизоди од првата сезона. Снимена е во Монтреал во летото 2024 година. Нейтан Баро од True Blood ја работи музиката серијата, која што си има удел кога се стануваат епизодите се потензични, а за саундтракот покрај одвратната поп музика, серијата успеа да ме прелаже токму на средина со композиција која што беше протната од Chelsea Wolfe. А за Chelsea Wolfe многу добро знаете дека сите ние кои сме љубители на агресивниот звук и тоа како ги сакаме нејзините заумни творби, и кон крајот обезбедиле права за опасната композиција The Pot од Tool, и тоа во клучен момент ја имаат ставено, така што колку и да ги мразам лигавите музички лимунади кои беа раштркани на секаде на почетокот на серијата, и особено ми одат на нерви насреде еротските сцени, затоа што јас сум од старата школа на критичари и сакам инструменталка да оди врз секс сцените, а не бескласна пејачка да се мачи да пее. Не придонесува тоа, само одзема од самата сцена. Ако се занемари овој генерички подвиг кој што го наметнуваа за да ги привлечат очигледно и да ги задржат гледачите, и неколкуте невпечатливи визуелни решенија, ќе речеме дека серијата е доволно гледлив 4-часовен еротски трилер, за да не се каете дека сте го потрошиле залудно времето. Затоа што ликовите се јасно изградени и дејствието е заплеткано, без разлика дали ви се симпатични или па антипатични самите ликови. 8 од 10 има оваа серија од моја страна. А за крајот на емисијата избавив една композиција која што е доволно долга за да и тоа како ја во очите моќта која што може да ја има Stoner Doom музиката, односно ги слушаме Beelzebong и композиција од нивниот нов албум The End is High, сатиричен наслов, сатирични се и насловите на композициите. Јас за оваа емисија ја отворив Bong and Chain, така што мислам дека тоа е најдобра илустрација за моќта која што ја поседува ова новно нивно студиско остварување. Вие слушавте 150-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ви ги представив сериите кои погледнав во февруари. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува во четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао!